Единственото што го знае опозицијата е да критикува и да обвинува, иако граѓаните на Кочани добро знаат кој ги распродаде кочанските фирми и остави стечајци без екзистенција. Сега истите граѓани ги злоупотребуваат и ги користат за нивни цели, рече градоначалникот Радко Димитровски на пресконференцијата што се одржа во просториите на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ во Кочани. Па затоа нека кажат тие од некогашниот бастион на СДСМ, што направија за 19 години владење. Нека каже и Миле Андонов, кој е производ на тогашното владење, кој привилегирано 3 пати оди на избори и ги губи, како во СДСМ да нема други способни политичари. Нека наброи тој колку улици асфалтирале за 2 децении. Кој пат го направија? Дури дозволи неговите лидери да изместат пругата од Кочани во Крива Паланка. Тој и сега не знае каде е местото на кое ќе ја градиме браната Речани, а за Пониква и брана Градче ги знае само диво изградените негови викендици. На пресот, Димитровски се осврна и на дел од реализираните проекти на локално ниво, потенцирајќи го асфалтирањето на повеќе патни правци и улици во општината, реализирањето на инфраструктурни и комунални проекти. Не им дозволувајте да ви излажат дека младите се иселиле поради оваа власт. Миграцијата на работната сила е светски процес, не само македонски и не само кочански. Не дозволувајте да ви измамат нити со непризнавањето на името, нити со влезот во Европска унија и НАТО. Тие се самоочајни и гладни за власт, бидејќи без неа се немоќни за да си ги одработат личните задоволства. Граѓаните на Кочани одамна ги имаат заборавено градоначалниците и пратениците на СДСМ кои беа досега, затоа што не направија ништо по што ќе би заслужиле да ги запаметат или да ги спомнуваат. На крај, поради сето тоа што ние го направивме во изминатите години за нашиот град, за селата, за Македонија, ВМРО ДПМНЕ, заедно со Коалицијата за подобра Македонија, бара од вас, сите граѓани на општина Кочани, на 27 во недела, масовно излезено за гласање и поддршка на политиките што градат и создаваат, за политиките кои сигурно ќе го препородат Кочани и Источна Македонија. На пресконференцијата зборуваше и председателот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ и кандидат за пратеник Иван Иванов, кој ја побара поддршката за кандидатската листа на неговата партија во изборната единица број 3, како и за кандидатот за председател Ѓорѓе Иванов. Се обраќам посебно на оние кои не излегле да гласаат. Излезете и гласајте. Гласајте за победничката коалиција предводена од ВМРО ДПМНЕ, на тој начин гласате и за себе. Се обраќам и на оние сограѓани кои гласале за Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Почитувани на Социјалдемократскиот сојуз, не му е важно дали ќе освои 35, 30 или 32 пратеници. Меѓутоа, за коалицијата предводена од ВМРО ДПМНЕ е многу важно да има повеќе од 62 пратеника за заштита на македонските државни, национални и економски интереси. На тој начин и вие гласате за 2046 проекти, од кои голем дел ќе се реализираат во Источна Македонија доколку ја добиеме вашата поддршка. Им се обраќам на неопределените. Бидете дел од победничкиот тим.